Завист. Во оваа сказна нема да го сретнеме Орхан, но постојано ќе го чувствуваме неговото присуство. Најубава мајка во оваа куќа е мојата, рече Севима. Не, најубава е мојата мајка, дофрли Ѓулбина. Тогаш погледнаа во зидот и ги забележаа зборовите што тоа утро ги беше напишал Орхан. Не постојат убави и неубави мајки, зашто сите мајки се најубави. А каде ли Орхан, праша Севима. Појде да купува карамфили, рече Ѓулбина. Зошто? Бидејќи денес е празник на мајките. Ќе купи 36 карамфили. Зошто? Зашто во куќата има 36 мајки. Во куќата навистина имаше 36 семејства, но само 35 мајки. Пред 3 месеци Ѓунеровата мајка прво ја однесоа в болница, а оттаму на гробишта. Орхан сакаше на секоја мајка од куќата да ја дари по еден карамфил. Штом знаеме дека е Ѓунера без мајка, тогаш излегува дека Орхан на својата мајка ќе ја дари 2 карамфила, рече Севима. Не, остро одговори Ѓулбина. Орхан е добро дете и сигурно едниот од карамфилите ќе го остави на гробот на Ѓунеровата мајка. Ти пак не дозволуваш да се зборува против него, се разбира. А зошто? Тоа е моја работа, значи го сакаш. Така ли е, го сакаш, нели? Па што ако го сакам? Ќе кажам на мајка ти. Зарем ќе ме исплашиш со тоа? Ќе му кажам на татко ти. Кажи му. Не е убаво да се сака. Кој го вели тоа? Во овој миг пак погледна во зидот. Орхан го беше напишал и следното. Ако се сакаат децата, нашата нова улица ќе биде уште поубава. Лоше Орхан, рече Севима. Не, рече Ѓулбина. Орхан е добар, со добро срце. Но многу е завидлив. Не, тој не е завидлив, туку ти. Зошто? Зашто и мене ми завидуваш? Зошто да ти завидувам? Зошто ли? Па затоа што не те сака Орхан. Многу ми е грижа за него. Да, се грижиш, затоа изборуваш против него. Дрдорка. Ти си дрдорка, затоа не те сака ни Орхан. Само да сакам, по мене би трчал како пес. Ке го прашаме за тоа него, рече Ѓулбина. Не знаеме дали го прашале или не, но едно знаеме, дека тој ден Орхан и Ѓулбина заедно им ги делеа карамфилите на мајките во деветкатницата.